Како сте задоволен од самитот? Па најпрви морам да изразам задоволство што за прв пат ваков самит на сите земји членки на Европската унија се одржува во Западен Балкан, во нашата соседна Албанија. И тоа само ја потврдува посветеноста на Европската унија кон проширувањето. Во овој навистина тежок геополитички момент за Европа, кога се води војна во Украина, ова е многу јасен сигнал дека еднината на Западен Балкан и на сите земји од регионот е во Европската унија. Се разговараше многу отворено и тоа се разговараше за оние теми кои што се најважни. Најпрвин за енергетската криза и справувањето. Повторно беа искажани сите заложби на Европската унија за брза помош за Западен Балкан преку фондовите кои што се на располагање, што значи дека ние во јануари веќе ќе имаме пристап до 80 милиони евра кои што беа одобрени за справување со енергетската криза, меѓутоа и за инфраструктурните проекти за енергетска транзиција и за енергетска диверсификација. Јас пред малку завршив и состанок со Европската банка за обнова и развој, со претседателката на банката, на која што разговаравме за конкретните проекти за поврзување со интерконектори со Грција и со Бугарија, дополнителни 2 интерконектори, како и за довршување на другите гасоводи кои што се наоѓаат на територијата на нашата држава, бидејќи веќе го завршивме гасоводот кој што одеше од Жидилово до Битола. Исто така разговаравме и за она што земјите кандидатки за членство во Европската унија го имаат кај себе да го завршат. И тука особено разговаравме за владењето на правото и за борбата против корупцијата. Вие знаете дека на агендата на нашата влада многу високо е владењето на правото и борбата против корупцијата. И дури и овие денови тоа е главна тема која што ги преокупира нашите медиуми, меѓутоа и нашите политички институции. Она што можам да кажам е дека веќе разговаравме и на ниво на коалициони партнери во однос на за прв пат донесување на закон за ветинг во државата. Јас за тоа разговарав и тука со највисоките представници на Европската унија и многу скоро ќе се најде законско решение пред пратениците во собранието за спроведување на постапка за оценување на постојните и на идните носители на функции во однос на нивниот интегритет, во насока да се намали можноста за било каква нефункционалност на оние кои што ќе бидат поставени на позиции, а тука пред се мислам на намалување на корупцијата, намалување на криминалот и подобрување на управувањето со институциите. Како ја сваќате денешната жестока изјава практично преку Фејсбук на американската амбасадорка за тим од Вашингтон кој што ќе се бори за справување со корупцијата на сегашни и на поранешни актери? Вие, ако ја следевте мојата пресконференција, која што ја имав во текот на вчерашниот ден, на прашање во однос на ставот на американската амбасада, јас кажав дека имам исти став, иста визија и иста цел каква што има и американската амбасадорка во Скопје, американската амбасада, меѓутоа и американската администрација во делот на владењето на правото и на борбата против корупцијата. Неколку дена пред тоа имав разговор со помошникот секретар во Министерството за финансии на Соединетите американски држави, на кој што разговаравме токму на вакви теми и стратешкиот диалог кој што го имаме со Соединетите американски држави, особено во делот на владењето на правото, предпоставува и активности кои што се конкретни, а една од тие конкретни активности е токму и оваа активност која што денеска ја најави американската амбасадорка, а тоа е присуството на тим на Соединетите американски држави кои што се занимаваат токму со овие прашања. Дополнително, ние веќе разговаравме со американската амбасада и јас ќе имам дополнителни разговори во текот на наредната недела, бидејќи и тогаш очекувам посета од нивни официјални лица, на кои што ќе разговараме и за дополнителна помош експертска во делот на владењето на правото, борбата против корупцијата, меѓутоа и експертска помош во различните делови на властите во државата, бидејќи јас сум дел од извршната власт, но имаме и судска власт, и обвинителска власт, и законодавна власт, така да сите треба да бидат поддржани на исти начин за да можат да го напредат своето работење.
Значи ли тоа дека македонските институции се неспособни и немакни да се справат со корупцијата? Македонските институции апсолутно дека извршуваат својата функција, и тоа сите, меѓутоа секогаш постои простор и секогаш постои можност за унапредување на работењето, секогаш постои и простор и можност за унапредување на законската регулатива и сметам дека искуствата кои што ги има и Европската унија и Соединетите американски држави како наш стратешки партнер се добре дојдени со цел да можеме да го унапредиме работењето на секоја институција. И уште еднаш би сакал да повторам дека за да тоа се спроведе, треба да има политичка волја. Кај мене лично постои политичка волја. Јас докажав во изминатите 10 месеци дека сум човек кој може да носи одлуки. Вие само, ако ги погледнете одлуките кои што ги донесовме во изминатите 10 месеци, имаме отпочнати преговори со Европската унија, преговарачка рамка, имаме потпишано договор Frontex на чист македонски јазик со сите 27 земји членки на Европската унија, признаена Македонска православна црква Охридска архиепископија и примена во канонско единство со сите православни цркви, најголем пакет на антикризни мерки во регионот според податоците на Европската банка, и тоа само потврдува дека не само што нема недостижна цел, туку ако се има политичка волја може секогаш да се направат некои работи за пократок рок од тоа што некој мисли дека треба да се прават на подлог рок. И сметам дека после решавањето на најкрупните политички прашања кои што ги имавме со соседите и отварањето на преговорите со Европската унија, пред нас останува владењето на правото, значи напредување на владењето на правото и изголемување на борбата против корупцијата, и секако разговаравме и за уставните измени кои што треба да се спроведат во државата, со оглед на тоа дека тоа е исто така еден од чекорите кои што ќе го имаме во рамки на многуте чекори кои што ќе треба да ги направиме на патот до полноправно членство во Европската унија. Поддршка за тоа постои од сите земји членки на Европската унија без исклучок, и сметам дека во скоро време треба да се отвори таа дебата во која што сите политички актери ќе треба да искажат својата позиција во однос на што побрзо приклучување на Северна Македонија во Европската унија. Сметам дека ние имаме и капацитет, имаме и институции со доволно способни стручни кадри кои што можат да ги завршат преговорите и да станеме членка на Европската унија до 2030 година. Премиере, ќе сносили некоја одговорност за случајот Онишченко? Владата на денешната седница го одзема државјанството, меѓутоа одговорност не видовме. А вие зборувате за владење на правото, борба против корупција. Значи, во однос на случајот Онишченко, јас вчера кажав дека владата ќе одржи седница, каде што согласно со нашите закони, решението за државјанство на лицето Онишченко ќе биде поништено. И денес се донесе таква одлука и врз основа на таа одлука, за која што одлука информирав тука на Европскиот совет и разговаравме во однос на тоа прашање, Министерството за внатрешни работи сега ќе треба да ја спроведе процедурата. Во однос на одговорност, веќе Агенцијата за национална безбедност спроведува внатрешна истрага, за која што внатрешна истрага директорот на агенцијата ќе треба да реферира на затворена седница на владата, и тоа е во надлежностите на извршната власт. Меѓутоа, ние не треба да заборавиме дека во државата има и обвинителска власт и судска власт, кои што исто така во рамки на своите надлежности можат да покренат постапка со цел да се видат сите аспекти на овој случај. Инаку, во однос на управувањето со Агенцијата за национална безбедност, за многу кратко таму ќе има нов директор на агенцијата и потоа ќе може исто така да се продолжи со дополнителни активности. Кој ќе биде новиот директор? Па новиот директор ќе го дознаете дента на влада која ќе биде изгласена. Значи останува Виктор Димовски да биде испратен за амбасадор во Париз. Одлуката за амбасадор во Париз е донесена врз основа на постапка за именување на амбасадор во Париз, и тоа е во надлежност на парламентот, на претседателот на државата, така да јас тој дел не би сакал да го коментирам, но она што е во моја надлежност, а тоа е нов директор на Агенцијата за национална безбедност, можам да ви кажам дека за 7 дена ќе има нов директор.